Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Битола го промовираше најновиот проект насловен како Слушај музика, биди среќен. Во овој проект ќе бидат вклучени сите училишта основни од Битола под раководство на професорката по соло пеење Марина Коруновска, редовна професорка во Државното музичко училиште, со која ќе научат музички правци, што е она музика, кои се незините најубави моменти, зошто треба да се слуша музиката и на начин музиката како им помага на децата при нивниот развој. Во овие работилници предвидени во програмата на проектот Слушај музика, биди среќен, се вклучени најмалите ученици од предучилишна и она училишна возраст од 1 до 5 оделение. На оваа тема повеќе од прилогот што следува во продолжение. Слушај музика и биди среќен е новиот проект кој го реализира Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во соработка со основните училишта од Битола. Предвидени се две фази од проектот. Првата започна со реализација денеска под раководство на професорката Марина Коруновска. Учествуваа учениците од прво оделение од основното училиште Стив Наумов. Овој проект можам да кажам дека е многу интересен и јас сум многу среќна што во нашиот град почнуваат да се развиваат вакви проекти. Тој ќе биде реализиран во неколку етапи. Во овој проект децата ќе имаат можност да се запознаат со разните видови на музика и како музиката делува во воспитувањето, образованието, развивањето на уметничката култура од најмали нозе. Од моето искуство овие неколку години како раководител на детскиот хор Звончиња ги поддржувам сите активности каде што од колку помала возраст се започне со запознавање на музиката е многу подобро за децата и за нивниот развој. Знаеме дека музиката веќе се направени многу испитувања за дејството на музиката врз детскиот развој, ментален, психолошки, пеењето и музиката, самата музика им помага на децата при читањето, додека учат да читаат. Многу се бенефициите кои што ги нуди музиката кај децата. Посебно класичната музика морам да ја издвојам, затоа што класичната музика навистина го носи она кое што на децата им е потребно и за изразување кај хиперактивните деца. По разни музикотерапијата се занимава всушност со една таква област, каде што децата, хиперактивните деца, како што кажав, имаат можност преку музиката да им се делува на она што кај нив го пробудува тоа, оние кои што се повлечени преку музиката да најдеме начин тие деца да се ослободат, така да јас навистина се радувам што овие работилници се започнати во нашата библиотека и мислам дека ќе бидат многу успешни. Психолозите препорачуваат на децата да им се пушта особено класична музика, која значително ги подобрува когнитивните способности кај децата. Ја имавме таа чест да бидеме поканети во оваа работилница со учениците од прво одделение. Сметам дека музиката е многу важен составен дел во животот на човекот, така од најмали нозе, кога таа се перцепира на оној правилен начин, секако ќе допринеси во правилниот развој на секој дете. Оделот за музикали при библиотеката располага со касети, плочи, CD-ња, DVD-ја и други музички материјал кои може да се користат од страна на читателите. Чест ми е да го промовираме денешниот проект Слушај музика и биди среќен, кој што е финансиски поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Во рамки на проектот во наредниот период ќе следат работилници со дечињата од прво оделение, како и од дечиња од градинките кои што ги посетуваат. Меѓутоа, како што кажа професорката Марина, веќе да не ги набројувам причините зошто почнавме со овој проект, меѓутоа еве ќе го цитирам Гете, кој што во своите романи напишал дека музиката е прв услов за образование. Токму поради тоа и го промовираме проектот, меѓутоа проектот сакаме да го поврзиме со музичкото каче кој што веќе постои во библиотеката. Ние минатата година успеавме преку физичко лице да ни донираат сите потребни работи за да можеме да функционираме и еве уште еднаш ја користам можноста да се заблагодарам на господјата кои што ни помогна целосно да го опремиме овој проект и сега во наредниот период следуваат работилниците со дечињата кои што верувам дека ќе го збогатиме нивниот емоционален интелигентен
развој. Морам да напоменам дека библиотеката постојано ги следи трендовите кои што постојат во други држави. Сега нормално ние во нашите рамки и можности. Меѓутоа ова беше така беше спакувано прво да почнеме да го опремиме. Нормално се што ни е потребно, прво за интериерот, за сета опрема и успеавме тоа да го, затоа што сепак има добри луѓе кои што сака да слушнат добри идеи, сака да ги финансират и ние успеавме. Сега во наредниот период ова е едно прекрасно каче кој што изобилува со голем број на CD-ња, со видео, со DVD-а, со касети, уште од постар период кој што може секој кој што заинтересиран да дојде да слушне. Можеме и во групни посети, меѓутоа отворено е за секој кој што е заинтересиран. Во рамки на проектот децата ќе слушаат музика од различни стилови како хип-хоп, хеви метал, готик, панк, техно, хард хаус, поп, джез или класична музика македонска, изворна и современа музика и музика од различните заедници во Македонија.